Според календарот на Македонската православна црква денеска е свети великомаченик Димитри Митровден. Меѓу поголемите есенски празници, поврзани со домашни служби, спаѓа и празникот Митровден, што се празнува во спомен на светиот великомаченик Димитри Солунски, наречен уште и чудотворец и мироточив. Овој празник представува и мегник меѓу летниот и зимскиот период од годината. Овој празник меѓу народот е познат како Митровден и се празнува на 8 ноември според новиот календар. Тогаш завршува летниот и започнува зимскиот период од годината. Поради собраните плодови, значително намалениот ден, студеното време и слично се вели дека со Митровден започнува зимата. Од тука и македонската народна пословица "Дојделе Митровден, чекај си Ѓурѓовден". Насекаде во Македонија на Митровден се главувале момоци, селски говедари, полјаци, протуѓари, овчари, козари, свињари и така натаму, но и селски старешини, одборници, коџобашии. Договор што важел до Ѓурѓовден или до следниот Митровден. На Митровден се правеле гозби за главните момоци, им се исплаќале ругата и се правел пазар за наредниот период. Денеска е празник, голем празник Митровден, дали вие го славите? Да, го честувам. Татко ми беше Митко и внуче Митко починно. Малку сум тажна, малку сум срекна, оти живите продолжуваме и така, убаво. Празници за да се дружиме, да се милуваме, да се почитуваме. Това е најважно. Другото е само Господ знае. Јас немам директно дома слава, нели Митровдена, ама како што гледате од црквата има народ, значи се празнува. Дали одите на слава, може би кај некои блиски роднини кои што го празнуваат празникот? Биле сме на слава, ама сега ради короната слабо се оде на гости. Во некои места на Македонија Митровден е домашен празник. Се чекаат гости, се местат лебови, се коли курбан или се одржуваат панаѓури. Во разлошко како што е запишано во зборникот на браќата Молерови, Митровден бил празнуван со собор како Ѓурѓовденскиот на врвот Свети Митар, среде Пирин. Таму имало тројалиште, заобиколено со 12 даба во спомен на 12 апостоли. Интересно што во околината никаде немало даб. Во последно време, поради тоа што времето во овој период на годината е студено со дожд и снег, и овој собор е изоставен.